Зоран, дали не сметаш дека со една изборна единица имаат сите политички чинители подеднакви шанси на нашата политичка сцена, сите партии од мали, најмали, средни, големи, сите тргнуваат фактички од старт, од нула или не? Во моментов, сега како што е ситуацијата во Македонија, не е така, значи не тргнуваат сите од иста стартна позиција, затоа што поголемите и постарите партии, тие веќе имаат законски овозможено, односно направено да добиваат и поголеми финанси, да добиваат и поголема медиумска застапеност и во кампањата и така натака. Тури си издействувале преку заробените листи, заробени супер. Слично е. Да, преку затворените листи си издействувале и медиумите да се заробени. Сите тие медиуми да не малте не се тие нели уредници позадина и ако нешто они не сака да се објави, тоа нема се објави. Газата на медиумот одма кажува или ќе го бркал дравата тој уредник што не го слуша. Значи сметате дека има цензура во тој дел? Бите како, цензурирани се отворените листи. Кој зборува за отворени листи по медиумите? Единствено Демократски импулс, единствено не знам кој друг медиум така или на социјалните мрежи. Затоа што тоа е најопасна тема за заробувачите, за лидерите. И така натака. Темата беше, извини, Темата беше една изборна единица. Значи, дали имаат сите подеднакви шанси? Од старт немаат еднакви шанси, затоа што тие што се по-мали и по-нови партии не можат да влезат во кампања со иста сила, со иста моќ, со иста масовност на кампања како и постарите. Нормално кај луѓето си влијае тоа. Кој повеќе влегува во очите и во ушите, тој повеќе и добива. Меѓутоа, едната изборна единица има една предност, што со една изборна единица не се губат изборните гласови. Некоја мала количина на изборни гласови мора да се изгуби со една изборна единица, меѓутоа со 6 изборни единици се губат многу гласови и практично малите партии кои што нема да стигнат до некој си изборен праг, да кажеме до околу 7000 гласови, ако тие освојат 5000 гласови, тие гласови пропаѓаат. И практично со 6 изборни единици малите партии не добиваат гласови од неопределените гласачи, затоа што тие се невидливи. Не невидливи, него се плашат да не им пропадне гласот. Зошто да гласам за мала партија ќе ми пропадне гласот, после тој глас пак ќе отиде кај првата партија и втората, по некој си донтоп мод. Така да, затоа викам, со една изборна единица се решава тој проблем да ако на ниво на цела изборна единица некоја, како што се случувале, партии освоиле 25, 30, 50 или гласа, а да немаат ни еден пратеник, овака, на овој начин, со една изборна единица сигурно ќе имаат 1, 2, 3, колку што Тоа им беше прашањето, дали со една изборна единица би го решиле ово или сите би стартувале од старт, од почеток? Со една изборна единица се решава само тој проблем, само се решава проблемот со губење на гласовите за малите партии и на тој начин тие, пошто многу, тоа се некаде околу 10 пратеници кои што партиите ги добиваат од пропаднати гласови за малите партии. Тоа не е малку, тоа не е играчки, тоа се многу гласови. Меѓутоа, со тоа се решава само тоа. До тука ќе се реши, да кажеме, дали ќе се изгуби... Тоа е голем проблем. Ама дали ќе се решат главните проблеми од државата? Дали ќе се реши корупцијата со една изборна единица? Дали ќе се реши партизираноста? Дали ќе се реши криминалот? Дали ќе се реши пропагањето економско на државата, за презадолжувањето? Кои се уште големи проблеми? Дали било што ќе се реши? Ништо нема, се реши со една изборна единица. Остануваат пак лидерите главни, остануваат заробени листи, како ми даде. Значи, остануваат затворените изборни листи и ништо не е решено. Не е главниот проблем во Македонија, а тоа дури некои сака да го кажат отворените, не главен проблем една изборна единица. Не. За лидерите на помалите партии, за нив лично главен проблем е една изборна единица. Дали тие лично ќе станат пратеници или не? Тоа е вистина. Меѓутоа, за граѓаните, за државата, главен проблем се затворените листи за сите негативни последици што ги носат. Велите, статутите на партиите се направени така според овој изборен законник, каде што претседателот на партијата му дава право фактички сам да одлучува и да носи секакви закони во статусот, во делот на својата партија, лично сам, без некоја поголема демократија. Дали со отворените листи ова би се променило околу статутите на партиите? Веднаш да кажам дека сега одлично се има прилагодено кон овој изборен закон со затворени листи, партиите.
затоа што практично како што тој закон кажува дека мора лидерот на партијата да го достави, да го завери, да го достави избирачкиот список до ДИК, така и во партијата статут кажува дека лидерот на партијата треба сам да реши за распоредот на како се рангирањето на изборната листа, и тоа нив им одговара супер. Значи тоа е заробена држава по дефиниција. Сега прашањето е дали со отворените листи ќе имаат некаква обврска законска или било каква да ги сменат статутите. Не. Токму така. Значи тие немаат никаква законска обврска. Меѓутоа обврската е логична и практично тие ќе мора да ги променат своите изборни статути и да ги прилагодат на отворените листи, затоа што еве да кажеме тие не го промениле статутот. Токму така. И останува најлојалните, најверните луѓе си ги стават на изборна листа. Еве да речеме во една изборна единица 20 луѓе си ги ставаат, најверните. Така. Што се случува? Ако граѓаните ние не ги сакаме тие луѓе, не ги цениме и не ги почитуваме, внимавајте на тие два збора. Многу е битно кого ние граѓаните го почитуваме и во кого имаме доверба. Во какви луѓе, во кои луѓе. Значи ние до сега со затворени листи не ги ни познаваме тие луѓе што се на изборната листа. Може би лидерот што е првото место го знаеме, другите не се ни важни, нели, не се ни битни. Партијата е битна. Па и никој не ги чита моментално. Ама па тие не ни решаваат, тие само дигаат раце на знак на лидерот. Тие се марионетки. Значи катастрофа систем. А со отворени листи ние имаме можност да гласаме за личност, која што може ќе биде лидерот, носителот на листата, а може ќе биде и последниот. Не се знае, така? Така. И практично тие никогаш нема да знаат за кого ние може да гласаме и кого ќе го направиме. И тие се на некој начин приморани да стават најквалитетни личности. Не може да стават своји послушници по трончиња или било кој што ќе ги слушаат нив. Ние нити ги знаеме, нити ги почитуваме, нема да добијат тие листи, нема да добијат воопшто гласови, тие партии може да пропаднат ако не се прилагодат на отворените листи. И затоа сите партии со отворени листи ќе бидат обврзани да ги стават најквалитетните луѓе во државата, не дали се членови на партијата или не се членови. Тие луѓе кои што ќе привлечат гласови од граѓаните, од нас. Меѓутоа, кога ќе гласаме ние за тие најквалитетни личности, кога тие личности ќе знаат дека станале пратеници затоа што ние граѓаните сме ги гласали, а не затоа што лидерот ги ставил на листа зашто ние ги сакаме, а не зашто он ги сака. Така? Така. Тогаш тие пратеници ги нас ќе не бидат одговорни. Лидерот ќе биде само администратор. Кој што ќе им помага во кампања, ќе им помага да нешто канцеларија, компјутер да работат, што подобро. Меѓутоа, они се кон нас одговорни. Тоа е главното што ги двои отворените од затворените листи. И ние граѓаните после тоа можеме постојано да бидеме од тек што е случува, да влијаеме ако сакаме, ако ни интересира политика, за своите животи, за своите судбини, за својата држава. И да си, јас сум добар, бие за спортот, да кажеме, ќе се збори, ќе дам мој предлог за спортот. Так. Некој е добар за, не знам, некој е за економија. Ќе си каже за економија најдобрите предлози на тој пратеник што не го представува. И тој силно поддржа на своите идеи од своите граѓани, ќе отиде на парламент и каже: "Чекате луѓе, ние имаме такви корекции да бидат амандмани ставени за тоа и тоа се направи." Граѓаните тоа го бараат. Ама не му одговара на лидерот. Кој е тој? Кој го прашува лидерот дали му одговара? Граѓаните се важни. Државата ни е важна. Државата сега ни тоне, ние се секираме дали едниот или другиот лидер ќе добие повеќе или помалку. Луда работа. Значи, на некој начин мислите дека партиите сами по себе, без некој посебен закон, бидејќи нема закон што ги обврзува Па и сега овој и нема закон ни не ги да обврзува има, вака статут. мислите дека сами по себе ќе се на некој начин демократизираат И сега внатре во статутите ги партиите. имаат прилагодено кон овој закон. Изборни за затворени листи. Едноставно така кажува законот, лидерот ги носи листите, ги одобрува, така си направиле и они. Кога ќе стои во законот дека лидерот ги носи листите со отворени, значи да можеме да гласаме за личности, ќе ги прашам дали ќе стават послушници. Нема потреба од промена на статут, ако мислат да викаат добри луѓе. Нека си викаат добри. Ова прашање ми го поттекнува токму и следното, тоа е дали според вас овој сегашен закон е уставен со затворени листи? Многу суштинско прашање и можам да кажам моје мислење. Јас сум уставен експерт, па да тврдам нешто. Има неколку аспекти заради кои што јас мислам дека не е уставен. Ако не е проблем, само да го прочитам член 62 од Уставот. Секако. Да го најдам, еве го. Каде што
на база на него тој член кој што јас мислам дека се прекршува со изборниот закон за затворени листи и дека изборниот закон е неуставен. Можам да кажам и дека веќе во некои држави каде што имало затворени листи, биле покренати такви тужби и државите решиле дека тој изборен закон е неуставен и го промениле. Мислам дека една од нив е Италија, не сум сигурен, а сигурен сум за Индонезија. Дори таму во Индонезија со устав ги имаат заштитено отворените листи, да не им текне некоја нова, не знам каква власт да си ги смени пак да станат затворени, и направиле да бидат со двотретинско мнозинство, не со обично мнозинство се гласа за да може да смени тој закон. Сега што е неуставното по мене? Значи да напоменам пред да почнете да читате. Кратко е. Сега нема никаков проблем. Сега читате член од нашиот македонски устав. Да. Си претпоставам дека тоа сте го истражили на интернет, дека сте го нашле. Го има, може секој. Го има, секој може, така е. Слободно можеме да. Така. Значи вика член 62. Пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Сега внимавајте, јас ќе одам од најтешките кон полесните, да кажеме, членови. Што мислите вие? Дали пратеникот во собрание одлучува по свое уверување денеска? Така би требало да. Не е прашам како би требало да е. Како е? Не знам. Не знаете? Не работам во собрание, немам некои информации. Овие како се вика шефови на изборни групи, како се. Па едно е да слушате, друго е да сте таму внатре. Ајде сите гласете, овој закон не го гласаме сите. И сте послушно, еден да се најдеше што ќе биде како црна овца да каже не бе ти си ми рекол не, ќе го гласам јас така мислам дека треба. Значи како да кажам оние киборзи, значи луѓе кои што строго на команда не сме сите за, сите против, сите. На што личи тоа? Сметам дека нема некоја преголема демократија таму во сето тоа, но дека би требало да одлучуваат сами. Ние гледаме што се случува, а причината е во тоа што рековме сега пред малце, дека сите пратеници се заробени, ставени се во подајнички однос кон лидерот на партијата, било да е поголема, било да е помала, и не можам да одлучуваат сам после. Едноставно. Мислите дека сите? Нема што да мислам. Јас сега ќе ви кажам што го кажува и моите боречки вештини и некои си меѓународни обуки што имам поминато и така натака, не е важно. Кажува дека ако постои можност да се случи проблем, само е прашање на време кога тој проблем ќе се случи. Значи не е проблемот дали се случува, значи дали постои можност. За да не се случи проблем, ние не можеме да се молиме на Господ и да му веруваме на луѓе. Едноставно треба да се отстрани можноста за тој проблем. Разбирате? И сега, дали со сегашниот изборен закон со затворени листи постои можност лидерот на партијата да ги зароби своите пратеници? Постои. Значи можност постои. Така. Па како може да биде уставен тој изборен закон со затворени листи кога остава можност пратениците да бидат заробени? И сега на волја на лидерот на партијата, јас ги заробувам, јас не ги заробувам. Ој е добар човек, не ги заробува. Ој е лош човек, ги заробува. Не е добар. Значи, како е уставен закон да е уставен, ако остава можност да бидат притиснати, заробени, уценети, условени, како да го да кажам, овој е израз, така. Или киднапирани или врбувани или на било кој начин. Не мора само и така натаму. Па знаме и дека едно време баравме еден пратеник, дали е киднапиран или не, на крај се јави со видео повик да не успокои сите. Тоа е на страна. Кога сме кај киднапирање. Тоа е тотално друга тема. Зборам киднапирање на душите нивни, на волјата, да не може он да решава како што сака, он него едноставно мора. Што мислите вие дека ако некој лидер го уцени некој пратеник, за теорија кажам како можност, да каже или го гласај го ова, или тие твои што ги вработени ќе ги отпуштиме од државна администрација, или ќе му затвориме бизнисот тој роднина, детето твое ќе направиме тоа и тоа, не знам што ќе направиме. И човекот, значи, што да прави? Ставене у раце на најмокниот човек, што сака може да му прави. Не е тоа возможно со отворени листи, да му го каже? Нели зборевме сега пред малце дека, видете сега што е интересна ситуација. Со затворени листи, луѓето молат да станат пратеници. Се јавуваат кај лидерот, го притискаат колку треба пари да дадам, што да направам за да бидам пратеник.
Ме разбирате? Со отворени листи ситуацијата е обратна. Односно, од партијата и лидерот ги молат најквалитетните луѓе, и, значи како да кажам, понуди даваат до луѓето, дајте, дојдете кај нас да бидете на листа, ќе овозможиме канцеларија, ќе возиме телефони, ќе ви дајме плата, ќе било што, само вие дајте, пошто вие привлекувате гласови. Значи, наместо да инсистираат луѓето, дај ставиме на погорно место, добитно место на затворена листа да бидам пратеник, овде викаат, ама заман на листа да ми дојдеш за да добијат и сите сакаат, ама ние покрај тебе ќе добиеме гласови, ќе стане пратеници. Значи, тотално е свртена обратна работа на 180 степени, ако со затворени листи луѓето го молат лидерот, председателот на партијата да ги стави што погоре на листа, со отворени листи председателот на партијата и раководството наоѓаат квалитетни луѓе ги молат да дојдат кај нив на листа за да привлече што повеќе гласови за партијата. Значи диаметрално спротивно е. Диаметрално спротивно, меѓутоа тогаш со отворени листи тој човек ќе каже да, ама јас сакам такви проекти да направам со тој квалитет и затоа државите се развиваат. Да не збориме, значи све што ќе се вети, све се прави и тоа се прави плюс од она што е ветено, за да се остави добар впечаток следниот мандат кога ќе дојдат избори. Во некои држави преку 70% од постојаните пратеници, зборам држави со отворени листи, преку 70% од постојаните пратеници повторно се бираат за пратеници, затоа што граѓаните се задоволни од нивната работа. Презадоволни, све што рекле, направиле и плюс и така, следниот пат на избори не размислува, тој човек го гласам. Оставил впечаток, доверба, почитување кај него, супер, нема што се замарам со нови луѓе. Така. Ме разбират. Тие што не сум задоволен, тие паѓаат, доаѓаат нови повторно што ветуваат и што мора да го исполнат ветеното. Тоа се отворени листи. Едноставно, отворените листи гарантираат строго почитување и спроведување на сите закони. Дали може да мислите што ќе значи во Македонија да се почитуваат сите закони максимално коректно? Сите од државната администрација, се мислите да дојде пратеници да бидат со отворени листи. Сите тие сакаат строго ветуваат на граѓаните да го почитуваме законот, работиме строго по закон. Пратениците ја бираат владата и ја контролираат, нели сега кај нас да кажеме, така треба да биде по дефиниција. Три власти, извршна, односно законодавна, извршна, судска. Законодавната ги бира и извршната и судската власт во парламентот, така. И законодавната по закон треба да ги контролира, има комисии и така да, треба да ја контролира нејата. Треба да е најглавна. Така е. Е најглавна по дефиниција. По дефиниција. Со затворени не е. По дефиниција. Со затворени извршната власт ја контролира законодавната, така? Да. Значи премиерот си ги врзал, си корумпирал или ги заробил пратениците и они мора да му ја заробат преку него ја заробува судската власт. Така. Така, затоа што не можеш ти, он треба да го гласа судијата. Ако не му каже лидерот, нема да го гласа и овој сега што да прави. Значи заробена држава се вика на тој начин. Значи, според вашава дефиниција, на некој начин ние ја ослободуваме државата и буквално ги поттикнуваме реформите да се движат. Јас се чувствувам како револуционер на некој начин. Ама од мака, преку глава ми дошло до. Значи, Па ретко кој говори денеска за отворени листи, видите, можам да ви Јас не сакам да говорам конкретно за луѓе, за партии, за ситуации, кој украл, кој не украл и така натака. Прво не знам, второ не е ни битно. Тоа е само последица на можноста што е оставена со отворени листи. Кога ќе донесеме отворени листи, тогаш тоа е најголем стратешки приоритет за Македонија е итно да ги воведе отворените листи. Зошто? Затоа што нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против корупцијата. Нели најголем стратешки приоритет за Македонија е борбата против криминалот. Така вело. Да ја департизираме, да ја деполитизираме државната администрација. Не знам, да ослободиме од презаложување и така натаму. Значи, ако отворените листи сето тоа го нудат под итно, значи ја викам да не кажам многу краток период тоа све се чисти, се средува. Тогаш автоматски излегува дека сите тие стратешки цели се исполнуваат со стратешката цел да се воведат отворени листи. Дали сметате, например, дека еве овие пратеници што се денеска во парламентот, со отворени листи, они би работеле на поинаков начин и дека би биле на некој начин неуценети и дека им би биле рацете одврзани да работат според устав и како што треба, или сметате дека се потребни можеби нови пратеници? Не се работи за луѓето, овој систем со затворени листи гори луѓе. Како god да е најчист некоректно мора да. Значи не се работи за луѓе. Значи и овие луѓе сега да останат што се пратеници, само се смени изборниот систем.
сите тие кои ќе знаат дека после ќе мора да ги прашаат граѓаните дали ќе ги изберат, а не лидерот да ги стане на добитна позиција. Да се трне шепата. Тогаш значи. тотално ќе се сменат самите луѓе и ќе бидат многу фини, многу предусетливи и ќе ги прашуваат и ќе им ќе морат да исполнат све што ветиле. Значи самиот систем ќе ги смени. Не е проблем луѓето. Друга работа е, друго прашање, дали овие пратеници сега што се би биле избрани да се отворени листи. Самите во партијата меѓу себе си кажуваат, абе ти бегај да ти бе отворени листи, нема да припариш ти да бидеш пратеник или не знам, министер или било што. И самите камо не дојат отворени листи, па ќе видиш дали ќе бидеш ти пратеник. Значи, си го кажуваат тоа, и тоа од друга страна знаат и дека самите може да не бидат избрани. Значи сепак не постои некоја голема желба. Не, расположение и желба во моментот воопшто нема во кај пратениците, пошто знаат они сите дека се незаслужено ставени на тоа место. Значи не затоа што се најдобрите, најквалитетните, најмногу сакани и почитувани и доверба од нив кај граѓаните, него се ставени таму затоа што лидерот ги стави. Значи можеби 20% од овој пратенички состав би останал денеска. Не знам тоа. Јас сакам воопшто не е важно. Значи може 100% да остане. Воопшто не е битен состав. Значи, не мислев според граѓаните кои би ги гласале. Системот со отворени листи прави деперсонализација на политиката во Македонија. Персоната не е важна. Не е најважен човекот, најважен системот. Дали гледате да кажеме како се однесуваат и како да работа да кажеме премиер, председател во Финска, Шведска или министер. Па никој него ни познаа, не е ни битен. Значи може да биде било кој. Со метро. Кој сака нека биде функционер. Тоа воопшто не е битно. Ќе го утепат, него ќе дојат друг одма, не е още проблем, што е битен човек. Системот не може да го сменат. Системот е тој кој што прави луѓе да работат по закон, честно, извршително, се како што е подобри, плюс со поголем квалитет од ветеното, за да добие доверба да може пак да биде реизбран. Дури и не се ни тепаат толку да станат пратеници и министри. Затоа што платата нивна е отприлика колку просечна плата на професор, на доктор и така. Ако се они стручњаци во својата дејност, они може слободно да се бидат во дејноста своја и ќе се бидат повеќе платени. Едноставно некој чувство таму се раѓа на одолжување кон својата држава, кон своите сограѓани, да своето искуство и знаење го дадат еден период, дали 1-2 мандата и после да самите доста ми беше, значи стварно е напорно секој ден на мејл на ова да прашуваш да комуницираш, тоа е ужасно тешка работа пратеник, ако ја работиш честно и како што треба. А овака сега седи и власници ќе ти кажат, па платичка, па уште провизии, сите сакаат да бидат така пратеници. Кај нас во моментов во Република Македонија по дефиниција имаме автократија, партократија или можеби демократија? Овака, самата дефиниција ни си кажува, односно автократија значи владење од еден човек. Партократија или партитократија значи владење од страна на партијата. Демократија, демос е народ, граѓани, значи владење на граѓаните. Сега, по твое чувство, кој владе денеска во Македонија? Партијата. Еден човек, партија цела или граѓаните? Значи, Партијата. Со затворени листи, ние можеме да дискутираме дали се работи за автократија или партократија, партитократија, меѓутоа мала анализа ќе не донесе веднаш до решението. Односно, во самите партии, кој е главен? Нормално председател, да. Председател. Значи другите не се важни, мора да го слушаат него. Сите се вртат како према сонцето према него, што ќе каже он, тоа ќе каже он. Така. Во партиите владе автократија. Океј? Значи така е направен системот, да главниот кажува, другите сите мора или по него или ќе на страна. Може да си бара друга партија. Што се однесува до владата? Ние имаме коалиција, владена коалиција од повеќе партии, така? Од повеќе лидери, од повеќе партиски автократи, кои што се собираат како поглавици и си кажуваат, ги имаш моите луѓе, моите гласови и така натака, ќе правиме како ќе ставиш мои луѓе на тоа место, тоа е негови луѓе, дома си носи и така натака, се извинувам. Кога прават влада, дали тие лидери на партии имаат глас во владата? Како ќе кажат они така, може да кажат едноставно дали може да кажат не или може да кажат само да. Зависи како станале денеска, десна или лева нога. Не зависи. Ако кажат не, може да свијат од владата. Еден човек одлучува. И сите тие не е битно што како што ќе каже Мицкоски лидерот, така тоа мислев за лидерот. Тоа значи дека во Македонија не владее владачката партија моментално. И во владачката партија што е сите се сртени кон лидерот. И во владата сите се сртени кон лидерот. Тоа значи дека во Македонија моментално, па и претежно во сите држави
земји каде што има затворени изборни листи, владе автократија, која што зависи од како да карактерот, душата на Како што на кажав лидерот. пред мац. Ако Од денот, дали ако ќе му е се добар, не од денот, од карактерот, ако е добар, он може да остане автократ. И да им дава по негова желба, да кажуваат, да предлагаат решенија, да му помагаат и така натаму. Ама ако е строг, да кажеме, човек што само по него мора да биде, не може некој да му каже, него да му предлага, да го прашува кого нема да дозволи, тогаш преоѓа во диктатура. Значи, постои можност. Едноставно, затворените изборни листи налагаат државен систем како автократија, а постои можност да помине во голема диктатура, која што понатаму се руши со револуции, проблеми, што да кажам, огромно. Добро, Зоран, еве кога сме на оваа тема. Дали вие гледате моментално, иако овој изборен законник ваков како што е, дали гледате моментално во некоја од партиите кај нас демократија, можеби? Да не одлучува само еден човек, да биде онака слободоумен, да има демократија во некоја од овие наши македонски партии? Не. Не знам. Не можам да зборам што не знам. Мислам дека нема. Да ви кажа само ваши мисли. Мислам дека нема, затоа што сите партии моментално се ориентирани, односно се поставуваат према законот, изборниот закон. Ако во изборниот закон кажува дека лидерот е главен и тој ја дава изборната листа, каква демократија да има во партиите? Сите велат ние кај нас има демократија, но всушност значи според вас не е баш тоа така. Во некои партии, еве сега како што слушам дека има президиум или било што, ма пак тоа е Президиум има во левица. Во левица. Тоа е само маска. Или не знам другите партии дали има претседателство или дали има решаваме овој, тоа е само маска. За да се прикаже една лажна демократија, дека ние сме демократија, така. Инаку на еден човек е главна. Тој што има подписот, тој што има печатот, него се слуша, иначе другиот може да биде шкартиран на партија. Според вас колку реално подписи би требало да се собере за да се оформи една партија? Како е на запад? Дали знаете како кај нас? Нема никаде Некој правило? Правило строго, сето тоа самите си го решаваат граѓаните, меѓутоа мислам дека 1000 гласови се многу, дека треба да биде помалку. Точно колку, јас велам, знаете како, со затворени листи сега самите лидери како по главите се сретнуваат и се решават, како на пит пазар. Ајде да биде 50 гласа, не. Се пазара, 50, значи. Се пазара, сака си прават. А доека со отворени листи се прашуваат, баш се прават дебати, се прават анкети, граѓаните се реши, што ќе решат граѓаните дека треба да кажеме да биде најдобра бројка за партијата да биде основана, таа нека биде 100 гласа, нека биде 500 гласа, или подписи. Да. Ме разбирате? Се едно е. Едноставно на избори не е едноставно да направиш партија. Тоа е и финанси, и ангажман и така натака. И сега ти да отидеш на избори, си направи партија, си учествувал, си ангажирал луѓе и да не добиеш ни еден глас. Значи, Џабе. изборите се мерилот. Што ако направиш партија? Ако народот не те сака. Ама ме сакат комшиите, се ќе собереш 50 гласа и ме сакат. Значи, пазарот, односно со отворени листи, самата партија, односно самите избори си кажуваат што е мерилото. Дали нека бидат и 100 партии, и 1000, што има врска. Донтов модел. Не сме поразговарали малку околу оваа тема. Донтов модел, дали овој модел е правилен и дали има според вас можеби недостатоци? Донтовиот модел е одредена нужност која што мора да има таков еден модел во изборите, затоа што секогаш кога ќе се израчуна, да кажем, кога ќе се добие минималниот прак или минималната квота која што е потребна за да се добие пратеник, секогаш кога ќе се направи количникот, знаете како се рачуна бројот на пратеници. Како се дели ковачот? Како да кажеме, ќе има, не знам, милион гласови, 120 пратеници, се дели и колку ќе искочи некаде околу 7-8 гласа ќе дојде еден пратеник, да кажеме. Зависи каде. И сега некоја бројка се добива, да кажеме 7000 гласа. На пример, и некоја партија добила 8000, 10000 гласа. Дали во една изборна единица, збориме за изборна единица. И сега остануваат еден пратеник добива и 3000 гласа плюс. Така? Или некоја партија добива 100.000 гласа. Добро. Добива 14 пратеници. И остануваат 2000 гласа плюс. Што правиме со тие гласи? Што правиме со тие гласи? Значи, заради тие гласи што се вишок, се прави најмногу тој Донтов модел. Меѓутоа,
Каде е главниот проблем? Зашто не чини тој модел? Не сум сигурен за други модели кои се какви има, меѓутоа проблемот не е во тие партии што добиле многу гласови па остатокот мало. Тој проблем е проблем за кога се 6 изборни единици. Значи, тој остаток што е од партиите во една изборна единица помножите го пута 6. И тоа е веќе поголем број на претеници, доаѓа неколку претеници што ги добиват плюс прворангираните партии. Так. Проблемот е најмногу во партиите кои што нема да добијат доволен број гласови да остават пратеник. Да кажеме, ако е 7000 гласа пратеник и партијата ќе остави 5000, 6000 гласа. Во една изборна единица. Во 6 изборните пута 6, 36.000 гласа, или колку таму гласи. И тие пропаѓаат. Значи, тоа се викам дестина, дестина пратеници. Дестина пратеници како мандати. Муабетот ми е дека причината за тој Донтов модел да биде практичен, тоа е причина плюс да се направи една изборна единица. Иначе, без Донтов модел, како ќе распоредите тие гласови што остануваат ресто, да ги поделите меѓу? Значи, повторно дојдеме на крајот дека една изборна единица е решение за сите овие проблеми што ги изборевме цела Да, затоа што со Донтов модел и една изборна единица остануваат гласови кои што дали ќе се собере еден пратеник. Вкупно или нема да ни толку да се собере. А со 6 изборни единици се собираат 10 и повеќе пратеници, баш заради тоа што во сите изборни единици некои партии не може да стигнат до прагот од 7000, може 6500 ќе добие, тие 6500 гласови плюс пута колку изборни единици се одат кај првите. И секогаш нека 10 пратеници плюс добиваат они што се незаслужени, не се ними, него се од на малите партии, неопределени и така. Зоран, ти благодарам што денеска ни беше гостин и што сепак успеавме да ја начнеме оваа тема што не е многу актуелна и популарна кај нас медиумите, на жалост. Еве, од кај нас нека потекне оваа лавина, па се надевам дека нема да запре и дека ќе има уште успешни емисии, па зашто да не и со вас, ќе поканиме повторно, заради тоа што сметам дека оваа тема не е за една емисија, треба да се зборува многу повеќе. Да, токму така, јас ви благодарам прво на поканата и на довербата да разговараме за вака осетлива тема која што е премногу актуелна во Македонија. Јас долго време молчев и што се вика трпев, меѓутоа сега мислам дека се созреани условите, државата е толку заглавена што веќе мора да се покрене ова прашање, државата може да има преголеми последици. Јас на Facebook отворив еден мој профил Зоран Петковски ОЛ, кој сака може да се придружи, да разглобуваме оваа тема за отворените листи, да збориме за неа, да кажуваме позитивни и негативни страни, да ги запознаваме луѓето што не ја познаваат темата, да ја разработиме, и во секое време сум подготвен да дојдам повторно, пошто е преголема тема, пределикатна, да може со едно зборење, еден разговор да се фатат и многу осетливи моменти. Значи, вие сте отвориле ваш Facebook профил, се надевам дека таму собирате и секакви други идеи и мислења. Зоран Петковски ОЛ, така? Да. Значи, кој сака, драги мои, може да го пронајде на неговиот профил и слободно да понудите некое мислење ваше или некакво решение. Ви благодарам многу што бевте со нас и оваа 6-та наша епизода и се надевам дека успеавме и верувам да го задржиме вашето ценето внимание. Нормално, како и секогаш, така и сега ќе кажам, доколку има некој што е заинтересиран, наш општественик, што мисли дека е добар во одредена тема и секако да ни биде гостин, да напишете мејл, ќе го видите мејлот на нашиот кајрон, бидете така добри и нормално гласајте, стиснете лајк на нашата емисија, нормално дека треба да ја споделите за да допре до што поголем број на луѓе. Поздрав!